До 15 јануари сите правни и физички лица кои минатата година имале промет од 2 милиона денари, а се регистрирани како ДДВ обврзници, ќе имаат можност да се дерегистрираат од регистарот на ДДВ обврзници. Оние пак кои имале промет кој што надминува 2 милиона денари, а не се регистрирани, ќе мора да се регистрираат. Ова го налага новиот праг за ДДВ обврзници што почна да важи од 1 јануари. Прагот за ДДВ обврзник беше зголемен од 1 на 2 милиони денари кон крајот на минатата година со цел да се намали административниот товар за граѓаните и фирмите. Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност можат да достават и даночните обврзници кои сакаат доброволно да се регистрираат за целите на данокот на додадена вредност, информираат од Министерството за финансии. Пријавите за регистрација може да се достават по пошта или лично до регионалната дирекција на Управата за јавни приходи според седиштето или живеалиштето на даночниот обврзник. Пријавите може да се достават и електронски на etax.ujp.gov.mk. Направен е и прирачник преку кој граѓаните и фирмите ќе можат да се информираат за новиот праг и кој има или нема обврска како ДДВ обврзник. Прирачникот може да се најде на веб страната на Министерството за финансии. Прагот за ДДВ обврзник беше променет кон крајот на минатата година и тогаш министерката за финансии Ангеловска рече дека анализата на Министерството за финансии покажала оти даночната администрација троши повеќе време за малите ДДВ обврзници кои придонесуваат со 2% во вкупната наплата на ДДВ, отколку на оние кои придонесуваат со 73%. Со новите законски измени променете и периодот во кој обврзникот е должен да остане во системот на ДДВ и истиот е скратен на 3 години од претходните 5 години.